Премиерот Зоран Заев во вчерашното интервју на националниот сервис истакна дека црвените линии се јасни и не мора по секоја цена да се стане членка на НАТО и Европската унија. Но ја најави и стратегијата како да се исполни условот за членство во НАТО и почеток на преговорите во Европската унија. Членството во алијансата според Заев е можно ако Грција го ослободи ветото. Ние сме заокружени во една дупка во НАТО аспектот гледано. Романија, Бугарија, Грција, Албанија и Црна Гора се веќе членки на НАТО. И ние останавме овде како нешто заборавено. Верувам дека и геополитички интерес и на НАТО алијансата да ни помогне да се тргне тоа вето со еден пријателски пристап и од страна на Македонија кон Грција, за да можеме да чекориме понатаму. Заев се надева дека Македонија ќе успее да ги исполни критериумите за да ја надмине условената препорака за добивање датум за почеток на преговорите со Европската унија. Еден од главните приоритети на новото претседателство на Европската унија, предводено од Бугарија, ќе биде датум за преговори на Македонија. Тоа е уште една охрабрувачка порака која што треба да стигне овде, но сето тоа е од нашите пријатели од надвор. Европската унија, Вашингтон, не знам, Бугарија, се надевам ќе има вакви пораки од Грција, ќе има пораки од другите соседи. Зошто ги спомнувам Бугарија и Грција посебно? Заради тоа што тие се членки на Европската унија. Ама сето тоа ќе биде безцелно ако ние не им дадеме причини на тие што сакат да и помогнат на Македонија, а тоа се пред се европските институции или еве Бугарија со ваков еден исчекор. Премиерот потврди дека пописот ќе се заврши за најмногу 2 години откако ќе се исполнат условите. Според него само подготовката трае од прилика година и половина.